од Вашингтон. Го гледате Newsflash ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Синоќа жива дебата на Генералното собрание на Обединетите нации. Американскиот председател повика на нова ера на соработка меѓу земјите. Либискиот во говор од час и половина го критикуваше Советот за безбедност, а неговиот ирански колега го нападна капитализмот. Македонскиот председател се сретна со човекот број 2 во Стејт департментот. Македонскиот председател Ѓорги Иванов и американскиот заменик државен секретар Џејмс Стајнберг на синоќешната средба на маргините на Генералното собрание разговарале за соработката во рамки на декларацијата за стратешко партнерство, што двете земји ја потпишаа во мај 2008. Иванов го истакнал договореното за едничко распоредување на македонски и американски војници во Авганистан наредната година во рамки на соработката со Националната гарда на Вермонт како доказ дека декларацијата се спроведува, велат во кабинетот на Иванов. Според американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер, Стајнберг ги пофалил напорите за подобра атмосфера во разговорите околу името и изразил надеж дека и Македонија и Грција ќе го искористат периодот по грчките избори на 4 октомври процесот да тргне напред. За денес Иванов планира средби претежно надвор од Генералното собрание со посредникот на Обединетите нации за името Метју Нимиц, средба што од кабинетот ја опишуваат како редовна размена на мислења со Еврејско-американскиот комитет и Националната албанско-американска лига. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху и председателот на Венецуела Хуго Чавес се меѓу шефовите на држави и влади кои денеска ќе се обратат пред Генералното собрание на Обединетите нации. Вчера американскиот председател Барак Обама понуди нова ера на ангажираност меѓу земјите, велејќи дека САД не можат сами да ги решат светските проблеми. Тој ги повика другите држави да ја споделат одговорноста. Обама денес председава со посебна сесија на Советот за безбедност против ширењето на нуклеарно оружје. Либискиот лидер Муамер Гадафи пак во обраќање што траеше дури час и половина ја осуди работата на Советот за безбедност на Обединетите нации, го бранеше Талебан и критикуваше настани од претходните децении. Долга беседа имаше иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад, посветена на религијата, човештвото и на, како што тој смета, светските зла, главно капитализмот, ционизмот и либерализмот. И додека во Њујорк трае Генералното собрание на Обединетите нации, во Питсбург, сојузната држава Пенсилванија, првите луѓе на групата 20 најразвиени земји дискутираат за глобалниот економски опоравок. Оттаму се јавува колешката Лилица Китановска. Овде во Питсбург се одржува самитот на групата 20. Председателот Барак Обама ќе председава со средбата на светските лидери на државите всушност кои сочинуваат 85% од светската економија. На агендата е ревизија на прогресот направен од самитите во Вашингтон и во Лондон, а ќе се разговара и за наредните чекори што треба да бидат преземени за одржливо оправување од финансиската и економска криза. Од овој самит нема да произлезат големи одлуки, но без оглед на тоа значаен е заради тоа што представува дел од процес на замена на групата 8. Аналитичарите веруваат дека групата 8, 4 големи европски сили, Велика Британија, Франција, Германија, Италија плюс Русија, Канада, САД и Јапонија, е дискредитирана и практично минато. Сега на маса ќе седат 19 држави плюс Европската унија како 20-та членка. Ова е телото што ја прави меѓународната агенда, зашто е одраз на новата ситуација на променетиот свет, што ќе рече оддавање должна почит на растечката економска моќ на Кина и на другите пазарни нации во подем. Групата 20 започна како реакција на криза, која по многу показатели попушта. Прашањето е сега, која е најдобра излазна стратегија по силната интервенција на многу држави и влади кои пумпаа големи пари, стимулирачки пакети во националните економии. Постои консензус дека глобалниот финансиски систем треба да има зајакната регулатива, но Соединетите американски држави и европејците имаат различна представа за тоа што ова значи. Од друга страна, многу од членките, главно поголемите, се залагаат за трансформација на Меѓународниот монетарен фонд и на Светската банка, зашто сметаат дека малите европски држави се премногу застапени. Ова нема да биде дочекано со ентузијазам од малите. Од Дейвид Лоренс центарот во Питсбург, јас сум Лилица Китановска.
Во продолжение на Newsflash, 2/3 од загадувањето што предизвикува глобално затоплување доаѓа од развиените земји, но според извештајот за светскиот развој 2010 на Светската банка, земјите во развој ќе бидат оние кои најповеќе ќе пропатат од сушите, поплавите и другите последици на климатските промени. До 2030 на земјите во развој ќе им требаат 75 милиарди годишно за заштита од климатските промени, стои во извештајот. Згоре на тоа 400 милиарди за ублажување на последиците и стотици милиарди за енергетски истражување и развој. Ова е коавторот на извештајот Розина Биербаум. Не можеме да бараме од светот во развој да плати за овие нешта. Развиениот свет мора да ги префрли средствата, јавни и приватни. Ако не реагираме, трошоците ќе нараснат повеќе од двојно и ќе изгубиме можноста да ја намалиме температурата под опасните нивоа. Сред економската рецесија ова може да биде тешка задача, но Биербаум смета дека токму кризата поттикна на создавање еколошки фондови. Финансиската криза доведе до околу 400 милиарди долари за глобалното економско стимулирање, од што околу половина има еколошки компоненти во смисла на енергетски и водни проекти. Има и порас во кредитите на Светската банка за програми за обновливи видови на енергија и нејзино штедење. Кети Сиера е подпредседател за одржлив развој. Минатата година беше рекордна. Достигнавме 3,3 милиарди долари во финансирање на вакви проекти. Во декември во Копенхаген земјите ќе се состанат за да изготват нов климатски договор што ќе го замени оној од Кјото што истекува во 2012. Сад го немаат подпишано, но прифатија да се договорат за новата спогодба до крајот на 2009. Утре во Newsflash, недоволно вакцини против свинскиот грип годинава. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. За повеќе содржини ве поканувам да ја посетите нашата интернет страница glasnaamerika.com. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.